доволно ни Овие си... патриоти ви им додават Да. и сега ние не смееме тоа да го гледаме, Пази ја мизеријата. не смееме да го коментираме Адвокатот ВМРО ДПМН е поднесува иницијатива пред Уставен суд за платите. за зголемување Да. на платите за 78%. Уставен суд одлучува по таа представка пред Уставен суд испратена од адвокат на ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН потоа демек као се буни. Абе, проформа. Ама знаеш како, тоа е затоа што они сметаат дека народот не разбира, дека е леко умен и дека може да го манипулираат. И затоа кога ние некои работи ги објаснуваме, ги фаќа нервоза. Затоа што, еве, ајде кој е тој што коментира дека ние нешто за СДСМ. Нека ми објасни како мнозинството на Заев, кое што имаше и плюс сите албански партии, со 72 пратеника, како е сменет уставот во јануари 2019? Еве тоа нека ми го објасни некој од овие најхардкор поддржувачи. Мицко е најубав на планетава, треба да биде и премиер и председател Гога и све. Објасните ми како Заев и целата албанска структура на пратеници со 72 го смени уставот на Република Македонија и ја претвори Република Македонија во Република Северна Македонија. Тоа нека ми го објасни некој. И тука е коренот на целото зло. Ајде нешто ќе се договараат под маса за плати ово оно, привилегии се доделуваат. Они направија промена на уставно име, 500 години не можеме да исправиме сега таа грешка. Сега ние нема да можеме да ги вратиме во првобитна состојба работите 500 години. Македонија се, извини само да завршам. Значи Македонија се претвори од држава на македонскиот народ во држава на народи, народности, не знам што. Ама тоа е 2001. Ама не само тоа. Дека е во преамбулата е внесен сега и Охридскиот рамковен договор, односно, како што ја го кажа, не, сега го внесува Охридскиот. Во преамбулата не беше, но беше во уставот. Во уставот, значи рамковниот предизвика промени на членови во уставот 2001, меѓутоа како основа за формирање на државата, преамбулата е всушност објаснување зашто се формира државата. Сега е внесен како еден од значајните моменти зашто се формира државата. И сега ти на албанците кои ми викаш, оваа држава на македонскиот народ, не, извините, вика, ова е држава и на албанскиот народ. Контекстот е рамковниот договор, кој што ја го викам рамковна капитулација, и време да го преименуваме, тоа не е договор. Тоа е капитулација, односно потпишување на пораз во 2001. Во кој што е поразена идејата за македонски народ да има македонска држава. Што истото го има Бугарија, кој